Добар ден на сите. Првично би сакал да им се заблагодарам на раководството на Пивара Скопје за одличниот пречек, но воедно да им се заблагодарам и за придонесот кој го даваат во делот на креирање на мерките и во склоп на Стопанската комора и директно во комуникација со различни институции на владата, се со цел да им се излезе во пресред на потрошувачите во нашата држава, а со тоа секако да влијаеме во делот на намалување на цените. Како што наведе председателот на владата, ги очекуваме денеска податоците од Заводот за статистика во делот на намалување на инфлацијата и улогата на мерките кои го има дадено од денот на усвојувањето па до крајот на претходниот месец и секако дека во Сабајлето ние како Министерство за економија веќе сме ги добиле тие податоци и податоците се одлични во аспект на намалување посебно на цените на храната, на основните прехранбени производи. Со тоа уште еднаш се потврдува дека владата, институциите внимателно ги усвојуваат мерките, а секако дека мерките се насочени во интерес на потрошувачите и во делот на облажување на економската криза. Во моментот во Министерството за економија се добиени сите забелешки, коментари од сите засегнати страни, почнувајќи од производителите, како што е случајот со Пивара Скопје, па дистрибутерите и ланците на супермаркети во делот на Законот за нефер трговски практики. Во текот на оваа недела ќе имаме координација со председателот на владата во делот на тие коментари, да ги разгледаме со различни институции за да бидат вклопени во финалниот драфт на законот и очекуваме на почетокот на наредна недела во владина седница да го усвоиме и да го пратиме до собранието. Законско решение кое долгорочно ќе влијае позитивно во делот на намалување на цените, но воедно ќе биде и недискриминаторно во трговијата во целина, посебно за прехранбените производи и земјоделските производи. Уште еднаш би сакал благодарност во име на Министерството за економија до менаџментот на Пивара Скопје за одличната соработка што сме ја имале и нивната подготвеност да им излезат во пресред на нивните клиенти, а генерално и на сите граѓани на нашата држава во делот на намалување на цените, посебно на безалкохолните пијалаци. Ние како Министерство за економија одржливи коментари, сугестии, секогаш сме подготвени да прифатиме, се со цел да имаме што подобро решение, било тоа законско или во делот на одлуките кои ги носиме, кои ќе бидат во интерес на сите граѓани, а воедно нема да направат штета и во делот на индустријата, пошто како што имаме прилика денеска да видиме, во континуитет се зголемуваат нивните капацитети и бројот на нивните вработени. Фала ви многу.